толку силно му го збрцав прстот у гъс, што му ги скинав гатиците. И овој нервозен се врти и ми удира бокс. И судијата го виде само оној момент кога овој ми удира бокс. Му дае црвен картон на играчов, го изведе надвор и ние така после направивме пресврт и ги тепавме со 3-2. После тоа, овој тренерот, секоја утакмица мене ми даваше да ги чувам најдобрите противнички играчи и ја на сите им брцав прсу гъс, понекад цела рука им брцав и они редовно ми маваа боксо и добиваат црвени картони и ние секојаш така победуевме. Ете, на тој начин заиграв и за фудбалската репрезентација на Македонија. Ама и оттамо многу брзо ме избркаа. Ама и од репрезентацијата многу брзо ме избрка кога почнав и на судиите да им брцам прсти у гъс. Ама после сум се запишал на уметничко лизгање, без да знае татко ми. Уметничкото лизгање стварно има многу секс. Само штета што нема мушки двојки. Замислете, мушки двојки, па го креваш вака партнерот на една рука, па го вртиш вака као рулет, па го префрлаш на другата рука, го фаќаш, па го фрлаш, он прави двоструки ексел, ти го фаќаш вака пред тебе, па почнеш да го возиш по тоа мразот, па тука малце го тресеш, па го возиш по тоа мразот, па тука го тресеш, па ако случајно ти е многу спор, искачаш пред него, имаш и за шо да го повлечеш. После тоа се запишав на скокови во вода. Кога слушнав дека водата во нашите базени е ладна као кур, па јас сум одел таму и све на гъс сум скокал. А знаете шо е ова? Педер игра тенис. Тенисот е супер игра. Ја, например, многу си го сакам овој Новак Џоковиќ. Например, исто така многу го почитувам овој Роже Педерер. Исто така и овој е добар, не е лош, овој шпанецов Рафаел Мидал. Тенисот е стварно супер игра. Секојаш имаш рекет со држка на кој што можеш да седнеш да се одмориш по напорните сетови. Ја така си тренирав спортови и татко ми гаеше надежи дека од мене ќе стане пичкин душмани наместо педер. Ама неговите надежи се изјаловија кога имав 17 години. Се вратив една сабајле рано, 4 саат беше дома, татко ми не беше легнат, ме чекаше и како јас влегов во врата и он почна да ми се дере. Кај си бе да сега да ти ебам гъс мајчин, у колку сати треба да доеш дома да ти ебам мајката у пичка да ти... Ја викам, тато бе, чекај, немој да псуеш бе, тато, па јас вечерва се задржав затоа што имав прв секс. Леле, татко ми која се озари. Браво бе, син татин бе, абе така те сакам бе, да чујам си имал прв секс, а неко геша со лепези шо ми се шеташ. Седи, син татин, сега да се напиеме по едно ракијче, да се почастиме за твојот прв секс. Седи! А ја го гледам и му викам, не можам бе да седам, тато, многу ме боли газот. И татко ми тогаш стварно многу се разочара у мене. Секојаш кога ќе ме видеше, ми викаше, ај бе, заврти се тамо тоа суратот, не можам да те гледам однапред. А ја тогаш ќе му кажев, добро тато, ако не можеш да ме гледаш однапред, тогаш можеш ли барем од позади да ме видиш? И он тука пак ќе ми удреше ќутек и мене ми беше многу тешко, затоа што мислев дека сум единствениот во фамилија што е таков, накриво насаден малку. А после разбрав дека уствари ја не сум бил единствениот. Дедо ми, да кажеме, бил Асли Педер. Уствари, он бил све. Кога живееш на село, ти немаш многу избор. Туку кому иде? Прво со комшијата, па со козата на комшијата. А и тоа било симптоматично што дедо ми живел и на такво многу интересно место, екзотично. Не знам дали сте чуле ова селово Булјашинци. Мислам, оно е село до село со ова Педерево, споени се малтене. И дедо ми, например, беше многу мудар човек. Он знаеше, да кажеме, многу работи, ама најмногу ми помогна
некои искуства што ги подели со мене за сексот, што јас сега ќе ги споделам со вас, затоа што се навистина универзални и добри се за секого, мислам, у секоја ситуација. Ме вика еднаш така дедо ми вика, Нучко, дој седи вака во скутов, и ја дојдов, седна во скутов, ми вика, Нучко, си ебавал некогаш в газ? Ја му викам тогаш не, пошто нели тогаш се уште бев невин. И он ми вика, слушај сега вамо, внучко, некогаш, ако ебаваш некого в газ, било тој газ да е машки или женски, не ти правам проблем при изборот. Кога ќе го пикнеш таму, кога ќе завршиш работа, за да не го изваиш кафеав, онега што го ебаваш в газ, ќе го удриш со карате по слабините вака, штрак! И од тоа ударот, то газот кој ќе му се стегне вака и ќе го изваиш бел како од варикина. Вели, не заборавај, само со карате. А ја после кога нели станав искусен педер, сватив дека и ние педериве имаме една многу сличен трик кон овој на дедо ми. Например, ние кога ебеме некого од позади, така, чишто газ е барем 3 пати ремонтиран, и она за да почувствуваш дека ти е така убаво, дека ти е фино на душата, тогаш се наведнуваш само над овој што го онадиш и само му викаш, братче, морам да ти кажам нешто, имам сида. И кој ќе му кажеш така, овој страв кој ќе му се стегне тоа шупче, тоа бе убајни. Па уште кој ќе почне да рипа како говедо во корида. Нема ништо побаво на овој свет. Не се, значи, татко ми, нели не можеше да ме гледа ни од напред, ни од позади, и што направи? Реши да ме избрка од дома. Иако сега се сеќам, стојам пред врата со тоа куферите Луи Витон, татко ми мртов ладен си читаше весник,